да Илинден дека и да си дома да си. Владимирово спремно за средбите. Спремно, супер, припремни сме, припремаме. Традицијата е потекнала, пошто на Готенското море бе тамо над Готен е имало битка која се учествували кумитите и турците. И тоа е било пред Илинден. На сам ден Вилиден. Така. И там се обиколили турците, па после се дошли и бугарските ВМРО и комити и они се им помогнали, така се створили 2 обрача, 3 дена е траела битка. Добро, во рамки на настанот го имате тоа секоја година. И така ние селото одлучихме да направиме таа битка, јас сум во организационниот одбор, да направиме и таму утре соди директно дека има паднати борци на Готен и тука секој 3 дена обележуваме битката. Колку години како се одржуваат овие средби? Таа беше традиција, имаше, одржуваше пред 10 години и сега 7-8 години, 8 е оваа редовно. 10. Меѓутоа, она трае 30 години редовно се одржува, али сега активно е веќе. Селото е веćinom учен кадар, тоа е се избегано повеќе, сега се враќаа за тоа е Владимирци, каде и да сте за Илинден дома да сте. Колку луѓе очекувате за овие? Па очекуваме до 2000 души на вечер. Што е предвидено во рамки на програмата? Тоа е во рамки на поканата, пошто учествува естрадни уметници, вечер учествува Калева, Узунова, има ги тамо многу и така. Па ова е веќе 5-та година поред. Тоа е голем настан за сите жители на село Владимирово. Голем настан секогаш. Што предвидува програмата? Колку време трае? 4 дена. Имате музика? Музика имаме, весел имаме, Горе мора на сред село? горе на сред село. После одиме кај црквата, има денова програма има. За тоа повеќе информации од претседателот на Сдруженијето. Колку селото моментално број жители? Имате ли некоја информација? Моментално немам информација за селото колку жители. На времето броеше многу жители, ама сега многу иселени. Повеќето се некои по Скопје, по странство и Богданов град по Скопје. Јас сум Благо Искендерски, менеджер на ресторан Бастиван Владимирово. Значи, ова е втора година Илинден, поради пандемијата, откако работи ресторанот, поради пандемијата минатата година не се одржа овие средби. Оваа година, значи, ние како единствен ресторан во Владимирово очекуваме голем дел на гости. Ова е препознатлив настан за самите владимирци. Сите се собираат на... Да, и селениците кои се од страна, затоа со таа цел се уствари и одржува овој настан во Владимирово. Луѓето кои се од страна да дојдат да си го посетат својот роден крај. Специфична храна кои некои луѓе дури и неа ни пробале, па ете ги покануваме да дојдат да пробаат да видат. Како до сега се одвиваше сезонот? Има ли туристи надвор од тебе овие средби? Доаѓаат ли? Гледаме често на социјалните мрежи се означуваат во вашите... И покрај што беше и покрај пандемијата што не зафати, можам да кажам дека релативно добро се одвиваа работите, функционираме на доста завидно ниво. Ние како ресторант, единствен ресторан овде во Владимирово, можеме да им понудиме на гостите повеќе специјалитети, како млешеска тава, селско месо, клиси на плотна, со прас, со кромит, повеќе видови на скара и поховани јадења, салати. Јас сум Бранко Ужевски, председател на Сдруженијето Владимирски илинденски средби, кои се одржуваат по 9-ти пат традиционално во нашето село. Целта на Владимирските илинденски средби е да ги собереме сите наши граѓани и селени, сите гости од Малешевијата и пошироко и надвор од државата во период кога миграцијата си го прави своето. Што ќе се случува за овие неколку дена? Владимирските илинденски средби започнуваат денес во петок, ќе траат до 2 август Илинден со завршување на илинденскиот ручек. Па Готенското море ќе се одржи утре, тоа е сабота, со тргнување во 9 часот се патува на планината Готен, тамо кај што се готви ручек, тамо доаѓаат многу луѓе да одбележиме Готенската битка која се случила во предилинденскиот период. За Владимирово да кажеме нешто последните години. Владимирово е село кое, како и сите други села, е зафатено со миграцијата. Меѓутоа, еве за прв пат можеме да кажеме на добра вест дека од кога почнаа Владимирските илинденски средби пред 9 години, оваа година имаме 7 ученика во прво одделение, што тоа малце ни дава за одршка. Еве за апелот е Владимирци, кади да сте за Илинден во Владимирово да сте. Ме покануваме сите вас
и ви се заблагодарам на вашиот медиум заради посетата, еве што секоја година ни одделувате време да го посетите Владимирово. Владимирово било и ќе биде.